Ништо од најавите за поевтинувањето на струјата и за враќањето на ефтината тарифа, која се очекуваше да стартува од 1 јули. Намалувањето на цената на струјата нема да допре до џебот на граѓаните, бидејќи ДДВ-то од 10% се враќа на 18%. Намалувањето на струјата што го представи регулаторот во првиот блок е за над 7%, во вториот 4%, во третиот и четвртиот поскапува за околу 2,5%, но со враќањето на ДДВ-то од 10 на 18%, повисоки сметки ќе плаќаат сите граѓани. За најголемиот број домаќинства, кои се во вториот блок, поскапувањето ќе биде за нешто под 3%. Иако беше ветено, сепак за ефтина струја преку ден граѓаните ќе почекаат до 1 декември. Регулаторот најави замени на бројила со нови, кои далечински ќе се отчитуваат. Според пресметките што ги кажа првиот човек на регулаторна, Марко Беслимовски, со намалена цена и зголемено ДДВ, незначително намалување од 0,3% ќе има само во првиот блок, додека во останатите 3 блока цената на струјата повторно незначително ќе биде повисока. Вкупната цена на електрична енергија во првиот блок со вкалкулирана енергија и вкалкулирана мрежарина се намалува за 7,04%. Вкупната цена на електрична енергија во вториот блок со вкалкулирана енергија и мрежарина се намалува за 4,09%. Цената на електричната енергија во третиот блок се зголемува за 2,54% и во четвртиот блок за 2,42%. Цените на електричната енергија во ефтината тарифа остануваат речиси идентични, додека кај малите потрошувачи заради заокружувањето има промена, односно минимално зголемување од 0,38%. Регулаторна не отстапува ни од така наречените паметни бројила, кои ќе може далечински да се отчитуваат преку интернет конекција. Рокот за нивна замена е најмногу до 2 години. Овие бројила ќе отчитуваат потрошената струја од првата до последната секунда во тековниот месец. И со тоа, Беслимовски смета дека ќе се зголеми довербата на граѓаните и ќе се намали бројот на поплаки. Замената на бројилата ќе биде вкалкулирана во цената која ќе ја плаќаат граѓаните.